За 3 месеци јавното предпријатие за државни патишта имало приход од 23,8 милиони евра. Од нив 8 милиони евра се од патарина, над 10 милиони од ставка која граѓаните ја плаќаат при полнењето на горива и уште 5,4 милиони евра исто така од граѓаните при плаќањето на регистрација за возилото. Во истиот период од само 3 месеци, верувале или не, 9,4 милиони евра буквално пропаднале бидејќи се исплатени за негативна курсна разлика. Други 7 милиони евра отишле за амортизација на патишта, а 5,4 милиони евра и се исплатени на некогашната Македонија пат за одржување. Големиот трошок се заокружува со последните 2,6 милиони евра наменети за одржување на локалните патишта. Годишно ова државно предпријатие за трошење располага со околу 100 милиони евра, но од сега и повеќе затоа што веќе е отворена уште една многу профитабилна наплатна рампа, онаа кај Гевгелија, каде се плаќаат по 100 денари или 2 евра. Па не би рекол дека се малку пари, али квалитет нема. Па видите, тие са изградбата на патишта секогаш кошта, доста кошта. Па тоа што немаме квалитет, немаме квалитет. Затоа што ние, како да речем, млада држава, немаме искусни стручњаци за било кои струки и тоа што го направиме, што го изградиме, не е долготрајно. Не ги знам цените како одат. Иначе, треба да се обрне внимание на квалитетот на работењето. Освен што има енормни трошоци за кредит и одржување, многу важна ставка во трошоците на ова државно предпријатие се и личните доходи. Просекот овде ги надминува предвидувањата на голем процент од граѓаните, зашто изнесува цели 39.000 денари. Во моментов таму вработени се 440 лица, што значи лесно може да се пресмета колкав дел од парите завршуваат за лични доходи. Се во ова и би било во ред, нова предпријатие за 3 месеци направило загуба за 2,37 милиони евра или на годишно ниво загубата ќе биде големи 9 милиони евра.